Почнете од почеток со Бони Сала. И мирот нека ти трае колку и животот. Второзаконие, 33 глава, 25 стих. Мојата баба Сала имаше одлични мали изреки на кои често се подсетувам. Едната беше "Не позајмувај неволја", слично на изразот "ден по ден". Баба се подсетуваше себе си и мене дека ништо не се постигнува со грижење за утрешнината и она што следи во нашиот ум. Баба ми веруваше на Исус кога рече: "Не грижете се за утрешниот ден, доста му е на секој ден неговото зло." Матеј, 6 глава, 34 стих. Но едно е да се каже "земај ден за ден", и сосема друго е да се живее така. Ако си Исусов следбеник, евеа радосната вест. Исус е веќе во твојата утрешнина, во секое твое утро. Чуј ги зборовите на поетесата Ани Джонсон Флинт. Ден за ден, а денот е негов ден. Тој ги изброи неговите часови, без оглед дали итаат или доцнат. Неговата благодат е доволна. Не одиме сами каков што е денот. Таква е силата што им ја дава на своите. Да, Бог ни вети дека нашата сила ќе одговара на бројот на нашите дни. Второзаконие, 33 глава, 25 стих. Може би сега почнуваш во животот и се грижиш дека никогаш нема да се средиш со кариерата. Или може би гледаш втренчено во подоцнежната сезона од животот со тело кое се распаѓа. Кога одлучуваме да останеме во сегашноста, ние веруваме во она што го вели Бог. Живееме според изреки, 3 глава, 5 стих. Верувајќи му на Бог со сето наше срце и не се обидуваме да ги рассудиме работите според нашето мошно ограничено разбирање. Исус ќе се сретне со тебе во твоите утра и со се што ти треба. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.